Во овој момент, значи, и УЈП може да има информација дека едно лице има само приход од пензија. Меѓутоа, лицето може би остварило и некои дополнителни приходи кои што не биле пријавени или станува збор за некој одреден приход од странство или одредена друга, како што спомнав претходно, причина поради која што лицето треба да ги дополни тие податоци во годишната даночна пријава. Значи, таа пријава што ја доставува УЈП не е конечна пријава. Тоа е само прашање до обврзниците дали тоа се сите ваши приходи во изминатата година. Дали ова значи дека при ушки трансфер парите дека ќе бидат однесени? Значи, УЈП располага со различни податоци кои што ги добива од различни страни. Меѓу другото и податоците кои што се од брзиот трансфер на пари. Оданочено ќе биде само она што согласно Законот за персонален данок подлежи на оданочување. Морам да кажам, што доколку нема интернет во населеното место? Значи, доколку нема интернет, постојат начини, односно предвидени се варијанти каде што лицето може да овласти друго лице во негово име и за негова сметка да ја потврди или коригира годишната даночна пријава. Но тоа се дополнителни трошоци на сметка на граѓаните. Доколку двете лица дојдат во управата за јавни приходи, тоа нема да има никаков трошок дополнителен за лицата. Во овој случај сите знаете дека приходите на граѓаните се премногу сензитивни податоци за кои што мора да се грижиме за нивна заштита. Значи, ние не можеме некое лице само да го регистрираме по дефолт во системот, туку мора да дојде или да имаме полномошно, односно овластено лице, за да знаеме на кого ги доставуваме податоците за приходите.